Здраво на сите на оваа плейлиста. Полека по 2-3 страни секој ден ќе го прочитам мојот превод од историјата на Јоан Скилица. Овој превод е направен во текот на до крајот на 2014 година. Требаше да излезе како по повод 1000 години од битката на Белазица, бидејќи овој извор е од првостепено значење точно за тие настани и е најцитиран. Па почнуваме. Краток сказателен опис на Јоан Скилица, двороодржувач, кој започнува од каде што застана Кедрен, тоест од смртта на Никифор први словоприложник, и раскажува се до крајот на царувањето на Михаил VI. Преведено од хеленски јазик со паралелен осврт на латинскиот текст според Compendium Historiarum a mundo condito usque ad Isaacum comnenum imperatorem a D.N. Georgio Kedreno ex diversis libris collectum et excerpta ex breviario historico Ioannis Skilicae Curopalatae excipienta ubi Kedrenus desinit. Овој превод е направен според грчкиот и латинскиот текст во изданието на Минј. Слободно ќе може оние кои што сакаат и да цитираат, со тоа што покрај класичното цитирање ќе наведат дека е според превод на македонски Цветковски Васко. Па почнуваме. Откако царот Никифор беше убиен во Болгарија и Ставрики, синот негов, беше опасно ранет и во царицата град пренесен, и штом по 2 месеци од царувањето го остави и животот, двороодржувачот Михаил, зетот на царот Никифор, кому што му беше надимак Ранкаве, преку гражданството и собранието се назначува за чувар на жезлите на римјаните. Но, откажувајќи се од началството и велејќи дека не е способен да се преопаша со бремето на толку работи, му ја отстапува власта на Патрикиот Лав од арменците, кој се чинеше дека е жестокообразен и вреден маж и кој тогаш началствуваше со војската во источните положенија. Иако и тој не сакаше да го прими даденото му началство, недостоен себе си нарекувајќи се за царскиот престол, а згоре и го потикнуваше Михаила дека нему му ја обврска да ја прими власта, а тој ветуваше да му биде слуга за цел живот и прислужник најверен и највреден, и ветувањата ги потврдуваше со најстрашни заклетви. Па така, кога Михаил и покрај своето гледиште ги прими уздите на царството, а Крум пак кнезот на болгарите беше задоволен со претходните срекни случувања и болгарите се занимаваа со своите победи, работите на запад се жареа и грабеа. Затоа му се чинеше на царот Михаил дека треба да завојува против нив, со оглед на тоа што можеше да ги подчини и истресе од вратот болгарските воени резерви. Брзо се испраштаа повеленија на секаде и брзо се собираа војските. И Крум, откако се увери во походот на царот, откако својот народ го повика од резервата и го собра во едно, воен логор и тоа мош немокен постави и чекаше да пристигне царот. А штом се појави и овој и се залогори крај Крума, утврдувајќи се во близина некаде на Адријановград, имаше постојани стрелби и борба со престрелки, и во сето ова војските на римјаните се покажуваа надмошни, така што војниците од ова беа подбуцнати нестрпливо да се стремат кон битка, одблизу и кон сеопшт судир. И додека царот се воздржуваше и одлагаше, или поради страв, како што се кажуваше, или барајќи го погодниот час, множеството се обрна кон безочност и се огласија пред лицето на царот, и ако не ги изведе во бој, се закануваа дека самите ќе го пробијат утврдувањето и ќе се судрат со противниците. Од овие слова раздрман, царот ги отвора дверите на логорот и застана во строј. А истото ова го направи и Крум, и откако го построи својот народ, застана спроти царот. И откако и овој и оној, секој еден, својот народ го повикаа, и им изрекоа слова потикнувачки ободренија, кои се силни да повикаат на мажественост, на крајот, штом бојот го означија со трубите, се втурнаа еден врз друг.
А кога пак римјаните силно им се спротивставија на непријателите, борејќи се јуначки и машки, а војските на болгарите се ништеа, ќе беа видени во целосен пораз, та веќе и самиот Крум се измачи насекаде јавајќи и заземајќи се за постраданите од своите војски, ако Лав, војводата на источните положенија, не заминеше, копнејќи по царството и четите под него, расипувајќи ги и со нив борбениот ред напуштајќи го без причина. А ова пак штом го виде останатата војска, се ужасна и го расклима степенот на мажественост. И болгарите, како што им се чинеше дека немаат каде да избегаат, штом повторно се ободрија, со викотница им се вдадоа на римјаните и повторно изделуваа победа. Римјаните, од случкава, опаднати во духот, нападот на болгарите не го воспримија, ами веднаш се обрнаа кон бегство. А погина, значи, и многу од војниците, а и од војводите немалку, меѓу кои што и Михаил Магистер, Лаканодраси. А царот пак, штом се спасува со еден неповреден дел во Аркадиовград, откако го фашта патот за царицата град, оставајќи го во Тракија споменатиот Лав со тие околу него, за да ги дочекува и грабежите на болгарите и да ги отсечува навалите. А овој пак, штом конечно бидна сам, отстапништвото од кое скришно боледуваше, го изведува на виделина. Здружувајќи се имено со неговите заговорници и велејќи дека часот за исполнување на стремежот е погоден, и откако преку словата на овие во сета војска посеа гласини, како демек поради простотата на царот и неговата неизвежбаност во војничките работи, биле збришани и римските воени множества и старата слава и блесок на римјаните била изгубена, и така, расипувајќи ги војниците, кои што распрснати од поразот баш тогаш се враштаа пешки и голи, и смешани со неговата војска, ги обедува на отпор против царот. Та во една наезда, штом шаторот негов го опколија, словаже недолични и безочни искажаа за царот, нарекувајќи го плашливец и немажествен, и дека римските војски згинале од неговата простота, и дека славата и блесокот на царството се обезвреднети, па него нескришно го прославија и цар на римјаните го прогласија. И додека овој се преправаше и го одбиваше началството, Михаил од Аморион, тепкавиот, и овој, предводејќи некоја римска чета, го извлече мечот, а и другите соучесници во делото ги потикна да го направат това и се закани дека ќе го убие, ако началството не го прими доброволно. И овој вака, со круна, се накитува и цар на римјаните се нарекува. А пред да биднат овие работи, на царот Михаил, додека се врашташе од поразот и кога беше сосем близу до царицата град, Јоан Екскабули, откако го пресретна, го ободри незгодата да ја поднесува благородно и великодушно и го праша кого го оставил за водач на војската. А овој пак рече: Лав, војводата на источните положенија, маж најостроумен и благоразумен за царството. И откако го чу тоа Ексабули, ми се чини, о царе, рече, дека многу грешиш за размислата на мажов. И само што овој го рече ова, а царот пак се уште немаше стигнато да зачекори во царските дворови и се објави возглашението на Лава за цар. А додека самодржецот беше растреперен од слушнатото и мислеше дека треба да се прави и мислеше што треба да се прави, некои го потикнуваа на секој начин да се држи за началството и насилникот колку што може да му се спротивставува. А овој пак, мирен некој човек бивајки и не сакајќи да се фрла во ствари кои имаат нејасен крај, на оние кои му велеа вака им забрани да не го дразнат да приклони кон братоубиство и испрати и некого од најближните при Лава да му ги однесе ознаките на царството, круната, багреницата и црвенобојните сандали, самиот ветувајќи дека ќе му го отстапи престолот, бидејќи просудил дека е подобро и од овој живот да се одели, отколку да види како се пролева мала капка од христијанска крв. А тој пак, откако го одложи секој страф и сомнеш, да дојде и да ги прими царските работи. А Прокопија пак, царицата, противејќи се на работите и велејќи дека царството е добро погребение,
Штом не го убеди, слово на крај велејќи му дека ужасно би било и повеќе од ужасно кога супругата на силникот би се накитила со царскиот модиолон, подсмевајќи и се и при името нејзино и Варка не ја именувајќи ја, размислуваше како би ги распоредила работите во корис на неа. И оние што беа за царот беа на овие мисли. А силникот пак, низ златната врата прославуван и од војската и гражданството и собранието, влезе во храмот на претечата, во самостанот на студи. И оттаму носен стигна до царските дворови. А намерувајќи пак на Бога да му одаде устоличувачка молитва во златниот тролежај, откако ја одслече одеждата која што ја носеше, му ја подаде на Михаила, кој војнослужеше меѓу конјушарите. А с оглед на тоа што овој ја облече оваа одежда за време на оваа молитва, на оние кои видоа, оваа случка им се чинеше како знак дека после лава на царството ќе се искачи овој. А царот пак, откако зеде друга одежда и отиде во храмот на дворецот, а Михаил пак го следеше одназад и одејќи невнимателно и расеано го згазна крајот на царската одежда, ова лав го помисли за лош знак и подозреваше дека од него ќе произлезе заговор. Влегувајќи пак силникот во царските дворови и откако царството му беше дадено безгрижно, се обзеде од грижи и немало потресение. Михаил, царот и сопругата Прокопија со нивните деца биднаа прибегари, прибегнувајќи во храмот на Богородица кој се именува Светилник, кој што откако го оттргнаа оттаму, силникот меѓусебно ги раздели и Михаила го направи прогнаник во самостанот на островот Прота, во кој што световните влакна одсекувајќи ги, го помина останатото време од животот, а Теофилакта пак, најстариот од неговите синови, откако го скопи, заедно со мајка му и браќата ги испрати во прогонство. И ова се правеше вака, а достојно е пак да се спомене и за предречението на инокот кој се подвизуваше во Филомилион. Маж некој од особено прочуените по име Вардани, попрекар Турчин, кој извршуваше должности меѓу првенците во собранието, почесен со патрикиство и кој се погодуваше да биде домар на схолите на исток, секогаш размислувајќи да постигне силништво и на царството, ако е можно да постане држател, и во противопоставени секогаш запаѓајќи мисли и горејќи од копнежот по царството, а плашејќи се пак и треперејќи од нејасноста на од ова произлезеното, откако дочу дека во Филомилион има некој инок затвореник, кој дошол до врвот на добродетелта, за кого што и гласина имаше дека ја прорекувал иднината, спозна дека треба да го сподели со овега намеруваното и од него да прими суд. А разгледувајќи пак вака и устремувајќи се, и со себе ко придружник во ловот земајќи го лава, поради благолепието на лицето и племенитата му градба, и поради тоа што соодветно му послужил во многу граждански успеси и како челник на конјушарите, а со него пак земајќи го и Михаила Тепкавиот од Аморион, за кого што кажавме претходно, а со овие и некој Тома, кој родот го влечеше од арменците, а живеелиштето пак го имаше крај езерото Газур, откако на големото множество кое го следеше му повела да го чека на некој одредено место, самиот со спомнативе мажи гнездото го зафашта на инокот и пред онега сам влегувајќи ги споделува со него работите за неговата намера. И инокот, штом овие работи беа искажани, веднаш него го одврати од намисленото и му посведочи дека, ако убеден не се воздржи од намерата, и светлината на собствените очи ќе ја изгуби и на опаѓање од умот ќе се подложи. А штом пак ова беше речено, војводата се зафати од големо малодушие и малку требаше да го изгуби и умот. Но сепак, откако вообичаениот му беше даден благослов и веќе војводата намеруваше да замине, и конјот на кого се носеше беше припремен, чија што узда ја држеше Михаил, десната пак стапалка од седлото Тома, а лав пак го закрепуваше војводата додека се качуваше на конјот, подавајќи се инокот од вратничето и горните гледајќи ги мажи, да се врати му повела на Варданија. А овој пак,
со радост го прими повикот и побрзо од слово, слегувајќи од конјот, влегува затрчено кај осаменикот, очекувајќи да слушне нешто по желбата. А блиску пак до овега, откако повторно застана, тебе, о војводо, му рече самотникот, и повторно те советувам и премолувам, нити во помислите воопшто да не го изведуваш решеното, или пак да знаеш дека, ако не ме почуеш, ослепување на очите и одземање на умот ќе те постигне. А од трите пак мажи, кои ти го подготвија конјот, прв, оној кој те поткрена додека намеруваше да се качиш, втор, оној која држеше уздата, ќе се дофатат за царството, и третиот, која држеше стапалката за десната ти нога, ќе постигне возвеличување, но не и царство, ами со најбедна смрт ќе го загуби животот. Откако Вардани ги слушна овие работи, реченово го зеде на подсмев и во сомнеш западна за иноков. Место богоречител и предвидувач на идни работи, бајач овега нарекувајќи го и презналец на ништо од работите кои има да бидат, заклучувајќи вака, како што се чини од качеството на лицата на луѓето со него и за прореченото, мислејќи дека е лошо, ако маж патрики и седнат на престолот на домарите и опашан со толку голема сила и од род сјаен и куќа прочуена го промаши кажаново, а мажи пак непознати и надничари, кои немаа да кажат нити од кои предци израснале, до царската висина се возведат. Па вака, подигрувајќи си и ругајќи се нареченото, трнува кон своето началство и со заговорниците откако поразговара, испружува рака против царот. Никифор беше тогаш тој кој од родителите ги влечеше уздите на царството, и полчиште, значи мошне големо собирајќи и за цар прогласувајќи се во Витинија, се улогорува. А и царот пак штом веќе го беше научил движењето на Варданија, достојнодолична нему му испрашта сила. А штом пак воинствата имаше да се судрат помеѓу себе, Вардани побарува прошка и заборав на злата, кое што нему под заклетва Никифор му го подаде. И на островот Прота, на онаму трудбеничкиот негов имот, го прогони. А по немногу време и некои војници од Ликаонија, било по собствена навала, било царот тоа да го наложил незабележливо, навалувајќи на имотот на Варданија, го ослепуваат и во Великата Божја црква прибегнуваат. А Лав пак и Михаил, како што рековме, кои на Варданија му служија, откако се распали бунтот, на царот Никифора му притекнаа, од кој што Лав се назначи челник на полкот на сојузниците, а на Михаила пак тепкавиот началството му се врачи на космат на палатката. А Тома пак остана до крај да ја пази верноста кон својот господар. А откако пак тогаш бидна налет некој на саракините против римјаните, Лав, бивајќи му подвојвода на тогашниот началник на положението на источните области, имајќи ги врз себе началството и силата, се судира со агарините и воено се одликува. Наиме, значи, поради ова се погодува и пред царот Михаила. Па откако е убиен царот Никифор, веќе го добива и достоинството на патрикиите. И ова значи да биде се случи токму така.